продолжуваме со точка 10, предлог оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2025-2026 година. Давам збор на општински администратор. Комисијата не мораше. И вчера на комисијата за урбанизам во кратки црти дадов некој образложение што представува овој општински оперативен план за заштита од снежни намети, така да се изработува врз основа на Законот за заштита и спасување и во него се кажува на кој начин и со што ние го извршуваме зимското одржување. Значи, иако вчера кажав, значи со која механизација располагаме, опишани се тука возилата со кои што располагаме и најскоро имаме набавено и современ камион за чистење на снег. И сепак кажав нели дека и колку да имаме механизации не е доволно, затоа што временските неприлики знаат некогаш и колку да се спреман да не изненадат. Значи, памтејќи уназад многу години имало е снежни намети над метар во услови кога таква механизација нема. Во тој случај со законот ние сме обврзани да склучуваме договори со други правни лица кои што поседуваат таква механизација, доколку не можеме да се вклучи и нивната механизација. За сега зимското одржување мислам е на задоволително ниво, ако се споредиме со некои поголеми општини со поголема механизација. Кај нас до сега не се е случило да нема настава, да не одат комбињата. Тука сум јас од 96 година и следејќи и тие ситуации не се е случило, значи иако сме имале само со еден трактор, сепак ќе кажем благодарение на упорноста на вработените во јавното комунално предпријатие, кои и самите се свесни дека тој пат не е единствен излез, секогаш уште ние во овој период вршиме контрола на нивната механизација. Ги известуваме, ние добиваме по друга основа преку Центарот за управување со кризи каква ќе биде временските состојби, тие се припремани и само што почне снегот да падне, тие се на терен. Благодарение на нивната упорност не сме се случиле да имаме застој во движењето на локалните и регионалниот пат, дури регионалниот пат го чистиме меѓу. Не е наша обврска, но сепак тоа е единствената врска со останатиот дел од Македонија. Во кратки црти толку, ако имате нешто прашање, повелете. Дали имате прашање? Така чисто. Дали добиваме нешто до не? Јас многу пати сум укажувал, ние точно ти това за нас да речеме приклучок до цивилизацијата, ако не го изчистиме пато, проблемот наш нема да на државата. Ние треба сами да заштитуваме. Ние добиваме ли повратно нешто од Македонија пат за това што вршиме ние работа? Ние на обврска да го пробијат пато. Значи секоја година правиме така исти умабет. Дали нешто повратно добиваме ние? Ние ако го чистиме ние пат, понек да одат еден полски пат, нек поминате на машина, не го извртат усред лето, не мора да зимото да чека. Да доставаме бари за компензација на това што ние го помагаме на нив. У тај дел. Околу дело на чистење на снегово населените места. Малку повеќе ред да се туре, нели има там правила како треба да се чисти, која улица прво, која втора, која трета. Кај нас што се случува? Трактористот одлучува дека да изчисти и си оде. Мислам това да заврши веќе. Има нели план како треба да се чисте, кои улици поред. Нели това треба да се запазува и некој да земе да управува со нив. Не јавил му се некој на телефону, он заебе улицата што треба да излезе, там има 4 стари човеци што не може да излезат, Бог да чува нешто да не се случи, или некој што не може да излезе на терен улицата му 500 метра, он неа чисте, оде на некој двор го изчисти. Сакам да кажам, тие работи некако да се изконтролират малку повеќе отколку до сега што беа, разбираш? Мислам ти се прават недобри работи, иритират ги луѓето, тракторот там бидејќи си оде, улицата остане, а Бог да чува, се може да се случи, нели? Малку повеќе ред од това да се Врз основа на да се програмата, контролира. колку што е видено програмата за зимско одржување, мислам и има приоритет на улиците во понапредно време. Речи го секој ден, јас патувах со нив, сега веќе 4-5 години,
не сум уклучен во следење на извршување на програмата за зимското одржување. Си ја следевме, со нив одех, беше добро. Сега 4-5 години сами одат, дали одат по приоритет, не знам. А иначе тоа е во дело на услуга од Македонија пат, единствено знам дека ни дават ризла сол со тоа е. Друго нешто не сум слушнал, тоа мислам дека началникот да беше туку може подобро ја информира, затоа што често пати сам видел да дојде гредер на Македонија пат, а по кои услови, како се договорим, тоа најверојатно началникот го знае. Дали другите барате збор? Само да се доискажем. Зборот беше не само они нас да не користат, да ги користиме ние се плаќаме сите преку регистрација и преку било што даноци, да ги искористиме и ние, зашо они нас да не користат? Това е државна фирма. Ние два пати учествуваме во оние буџет. Еднаш преку регистрација, преку државни буџет користат и они средства. Факти да не дозволиме да не користат без веза. Ние да ги искористиме и да можеме, не они да не користат. Саках да кажам да се назначи лице контрола на работење на зимско одржување на населените места. Да не се случува това, што го кажаха. Уред, ние, јас се презговорив, да ти кажам, очистењето растение. Презговорив во смисла на чисти се. Ама мора да се спази програмата што за чистење редоследо како треба да биде. По пријателска база да не биде, разбираш? Да биде реално како по програма да напише кои улици приоритет, кој втор приоритет, кој трет приоритет и така да тече програмата. Ути сведува се ситуацијата. Главно да оставя оден некој оттеглен од двор и оде си бате. Со оглед на времето, благодарам на забелешката. Дали некој други барате збор? Доколку нема, го ставам на гласање предлог оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2025-2026 година, кој е за? Продолжуваме со точка 11. Предлог програмата за активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2026 година. Давам збор на општински администратор. Благодарам, председателки. Значи, програмата е кратка, се изработува врз основа на Законот за пожарникарство. Ако земам да читам така ќе излезе пообширна, на кратко само да ги кажам дека е воглавно финансирана од буџетот на општина Конче и за оваа година, колку што можеше раниците најверојатно со гранцалникот што разговараме, и некаде се планирани 1.500.000 денари за овогодишното справување со пожарите. Значи, меѓу другото, ние и во други ставки имаме други средства за потребите и во составот на општината имаме и своји просторни сили, т.е. едно одделение од 10 луѓе, кои што понекогаш во тешки услови, како што беше, да речеме, пожар во Горни Липовик, и тие луѓе беа вклучени покрај доброволното друштво и други доброволци од населените места Горни и Долни Липовик. Значи, финансиите кои се предвидени ќе бидат за доброволно противпожарно друштво, повеќето се доброволно противпожарно друштво и 500.000 денари, и вчера кажав, значи за набавка на опрема и организирање на обуки за ракување со истата. Таа опрема ние веќе два пати учествуваме преку лак плачковица на некои обуки во кои што се очекува некоја донација или ќе биде во кој што ќе треба, колку што јас имам разберено работа да учествувам и со финансиски средства. Најверојатно се работи за набавка на еден посовремен дрон или и други пропратни опреми. Тоа е деталите, главните детали ги знае градоначалникот, ама ние што сме уклучени како председател на здруженијето, јас и еден представник од јавното комунално предпријатие, за сега имаме информации дека се планира набавка на еден дрон кој ќе ни служи многу за следење на првичното појавување на пожарите. Друго, не знам, не оставам на вас да дадете некои забелешки што Дали имате прашања? Повели колегата, прво се јави. Да, вие. Јас тука имам едно прашање. Гледам у повеќе наврати има спомнено доброволно противпожарно друштво и горе дека што се финансира финансиски средства за годишно функционирање на друштвото. Има ли тоа друштво име или не се знае која друштво ќе или
Па до сега функционираше на доброволното друштво што единствено е. И уште е тоа единствено, друго нема. Да, затоа нели викам да Друго противпожарно друштво во општина Конче нема. И сега ако си имат некои други планове, не знам. Значи за сега би требало да биде на оваа друштво средствата. затоа се мислам оти ово било да постои некоја име нели тоа на друштвото. Мислам таму Затоа што е единствено, нема друго, затоа викат доброволно противпожарно друштво. За сега е регистрирано друштво, валено друштво е друштвото кое што функционира на територијата на нашата општина. Благодарам, повели колега. Во врска со оваа точка, јас би сакал да прашам. Има донесена одлука на Совет 29.7.2025 година, што е од Советот се одобрени 300.000 денари средства за противпожарното друштво Горица оператива. Дали се исплатени сите тие средства? Дали ќе има потреба да повикаме раководителката за финанси? Финанси треба да кажат, види, јас ќе одговорам како член на управниот одбор на доброволното противпожарно друштво. Колку што сум информиран од председателот на здруженијата, средствата 200.000 денара не се исплатени, мада и ние таму се соочуваме со проблем, ќе не можеме во текот може на ли да наредната година повикаме да го активираме друштвото. раководителката, Е застанато. да ни кажат што е причината за неодобрување, Последно- зошто не се трансферирани тие средства? Последниот разговор со председателот сум известен дека не е... Мислам дека значи тие средства треба да бидат пуштени до крајот на годината, нели? До крајот, па Во имат случај за останати... точно. Имаме, фактички јас се представам веќе во името на доброволното друштво, имаме за останати долго и према ангажирани лица. Сега средствата како и зашто тоа ќе треба да каже друг, тоа не можам јас да. Да, повикаме раководител. Да, ќе дојде. Јас бех во комисијата за финансирање и буџет. У комисија за финансирање и буџет претходната година, значи по програмите се што е донесено како одлука да се исплате на здружението 600.000 беше мислам. Ако се Да, кеам. 600.000. Мислам значи беше 600.000, што рече колегата. Значи нема правна можност да не се исплате ако они достават пресметка за потрошени средства и за потребна средства. Ние секогаш кога одобруваме пари од тие 600.000, од их бараме да речеме извештај да дадат. Значи никој не може това да го сопре, освен администрацијата го намерно бойкотира да не ги плати луѓето. Реално, по програмата сите здруженија што имат пари за да ги земат, треба да си ги земат. Оти они имат обврски за останани, што морат да ги исплатат кај некој. Има, јас знам у Гору Липовиќ луѓе што немат дневници за мано. Што одиле со трактори, со цистерни, доне тоа може поинформиран. Идат од океанот таму и луѓето кажуваат. Ако средствата не се исплатени, да си доставя човеко пресметка и да се исплатат и да не се случи да не цуват таму од океанот. Сам знаеш ти половин Горлиповиќ беше ангажиран на пожар у Горлиповиќ, се сеќаваш, и луѓето се жалат И оти. помогнаа многу. Оти се жалат не се исплатени. У дело на исплатата, ако фале нешто дел што не е исплатен, да си достават, да се исплатат парите и на некој начин да се заврши крај година това, Да да се се завршат сите сослушни. средства. Тоа би имал финансовата нека објасни сега. У дело на противпожарното. Може ли, колега, вие да се повторите? Ръководителки е донесено на 29.7.2025 година одлука на Совет за одобрување на средства на доброволното противпожарно друштво Горице се одобруваат средства од 300.000 денари. Дали се пуштени тие средства? Имаме исплатено само 200.000. Само 200.000. Мислам, што е причина? 100.000 имаме исплатено, 200 останува за исплата. А тоа до кој ќе биде исплатен? И што е причината? Дали у самиот буџет мислам се соочувате со недоволно средства или? Буџетот има доволно средства, меѓутоа тоа прашање ќе го поставите како советничко прашање на градоначалникот. Значи јас ги правам само на дарените за плаќања, а градоначалникот ги одобрува. Тука не можам јас да ви дадам соодветна одговор. Значи тоа зависи дали ќе бидат пуштени или не од градоначалникот. Да, апсолутно. Ама тоа е на некој начин, он е задолжен. Пуштат се одобруваат од страна на градоначалникот. Да, ама тоа е, он е, Јас сум задолжена да ги правам, јас сум еден вид извршител, задолжена сум да ги правам одредени барања за плаќање, а подпишувањето и одобрувањето од страна на градоначалникот.
он е задолжен, значи со одлука на совет да го извршува тоа. Значи тоа не останува на градоначалникот по негов избор, дали да се подпише или да не се подпише за тие средства. Да, градоначалникот е задолжен. Малку лошо Мислам, тоа тоа е задолжен. како Меѓутоа да, почетна меѓутоа и одлука на совет. друштвото за противпожарна заштита е задолжено да комуницира со градоначалникот и да доставува извештај за исплатени средства. Значи лицето кое што е одговорно за противпожарното друштво нема дојдено да каже како, што и што понатаму. До сега што е завршено, каде има обврски за плаќање, дали има некој кој што има учествувано во пожар, има потреба да му биде исплатено дневница или нема потреба, дали некој е бил стварно на пожар и има потреба од дневница, дали некој не е бил па сака дневници, така натаму, мислам тоа треба да се реши на повисоко ниво, така да не сум соодветна јас да одговарам на тие прашања. Да, ама мислам вашиот дел како стручно лице. Значи во случај ако се одобрени средства од 300.000 денари од совет. Не само мој е толку. не само не прифаќам повеќе прашања. Не. Извинете. Не, како не прифаќате? Значи јас дадов само соодветен вас одговор. го прашувам. Значи тоа треба да се почитува таа одлука, а во случај за потрошени и непотрошени средства треба они да донесат извештај. Така. Одговорот мој би бил ист. Прашањето ви кажувам кај да го насочите и кога да го поставите, јас толку можам да ви дадам одговор. Ви благодарам. Добро. Во однос на За нешто што е било, значи е било. Сега ги носиме програмата за противпожарна заштита и тука треба да се Ама задржиме откај знаеме дека утре друг ден? на таа програма. Ние се навраќаме за нешто што не е на дневен ред и што би влегло во советнички прашања. друг Тоа некој дали зависи бара од тоа, прашање? значи Мислам дека вие се пријавивте. Значи, да се надополниме само. Мислам оти програмата која е донесена, финансовата не треба да интересира парите дека се трошат и как се трошат, затоа има служби што може некој да одговара. Ако парите се незаконито трошат, може да се покрене постапка на представникот на здруженијето што го представува во здруженијето. Значи, шом пари има одобрено ние 600 или по програма претходната година. Благодарам. Ние мора да Земувам од одговор во моментот. Доколку би било во врска со точката која што ја не вере, повелете. Благодарам. добро, тогаш мислам дека Го ставам предлогот на гласање. Точка број. не бех тука, дали си вкупните пари исплатени? Бех надвор излезен. Вкупните пари што се од Повели колега, вие? Не. Да дадете одговор на прашањето, ако веќе се дражи нели извештај од тие работи, мислам дека веќе регуларно што се пушта пари на сите здруженија да дадат извештај да видиме дека се и как се со која ставка се потрошени и за со кои работи. Точката на кој што ја не вере за која што Благодарам. Го ставам предлогот програмата за активностите на општина Не, Конче не, во областа на извини, противпожарната извини, не сме заштита ја во довршиле работа. 2026 година. Не сме ја довршиле. Значи прашањето точно по точката. Сега ние одобруваме пари. На кој здружение одобруваме пари сега ние? У моментот. Сега ние у моментот одобруваме 1,5 милиони донет. Тоа може да ви одговорам на тоа. На кој здружение одобруваме пари? Ако веќе постоечкото здружение нешто имате против него, нефункционално или било како, Тоа може да ви одговорам. Да се сослушаме. значи Ленче, Да се сослушаме. извинејте само. Значи програмите кои ги донесуваме со цифри и со пари, должна е општината да ги исплате на здружението и за нив да бара од потрошувачот на парите одговор дека се потрошени, как се потрошени и за можна злоупотреба да одговара. Од точката Не за излегувам од точката. Благодарам. Ќе ви одговорам. Да се Вие не сослушаме. можете да ги бирате Значи- здруженијата на кои ќе платите, на кои нема да платите. Вие сте должни по програмите да ги исплатите парите. Значи, сега имаме програма која што е на 1 милион и 500. Дали сме јасни? Програмата ја имате пред вас. Во буџетот на општина Конче за 2026 година има планирано 1 милион 620 илјади за таа намен. Меѓутоа, во буџетот на општина Конче нема наведено нити едно здружение, нити противпожарно друштво, нити било како. Затоа, на кое здружение и како ќе бидат средствата, ќе има програма од страна на здружението, дали ќе е ДПД Горица или ќе е некој од радови здруженија, јас не навлегувам во тоа, сепак крајната одлука ќе биде донесена од страна на Советот на кое здружение ќе бидат
одобрени средствата. Сдруженијето доставува програма. Вие ја одобрувате програмата во одреден износ. Вие можете да одредите 1 милион. Не мора да бидете 1 милион 620. Меѓутоа, Сдруженијето си доставува барање во текот на годината за потребите кои што се Советот повторно донесува одлука за одобрување на барањето кое што е по Сдруженијето. Сега зборуваме за 2026 година. И потоа оде спрема исплата. Толку од мене, Благодарам. ако има нешто повелете. Го ставам пред... Два пати се вклучувате. Да се надоврзам на ова. Сега тука и вие самите како раководител кажавате дека у програмата не е наведено име на доброволно друштво. Вие пари ќе ги одобреме со извинение, може да кажам, мощна ветри магла, не знам на која друштво ќе се. Нема не може да не знае. Значи Не, само, јас ве слушам, само да го кажам. Ако претходниот совет е донесел одлука да се исплатат пари на некоја здружение, значи мислам дека треба се должни да се исплатат од тоа здружение. Претходниот совет е завршена работа, сега ви кажа Да се држиме до дневниот ред. Советничко прашање. Толку. Го Сега се држиме на програмата која што е за 2026 година. Да. И да не се повторувам пак исто. Не се Има брзам. време. Со оглед на времето се пријавувате два пати за минатите... Значи, додека не се појасни работата, не може Работата е комплетно јасна. Сега Ленче, у моменту, милион и полу ќе одобреме, да речем. Вие можете па да не ги платите 1 милион на другото здружение. По вашата логика, што кажувате вие, значи можете па да не ги дадете милион и наредниот совет па да расправа за тај милион, зашто не е платен, како не е платен и оти не е платен. Значи не може вие да ги бирате парите на кои ќе ги дадете или не. Шо се одобрени парите на здружението? Вие сте должни да ги исплатите, а за това да барате общината да бара и Советот, како се потроши парите, де се потроши и некој да одговара за това. За тоа дали ќе бидат одобрени средствата, колку ќе бидат на одредено здружение, пак ќе кажам исто, ќе имате вие одлука, односно ќе има донесена одлука на Советот. А дали ќе бидат исплатени или не, апсолутно, јас можам само да ви кажам, финансиски колку имам исплатено, колку немам исплатено, а понатаму ќе стерате одговор од други. Благодарам. Продолжуваме точка... Ние мислам дека председател ќе баш началнико значи не века дека Ама тоа е советничко прашање. Ве молам. Не се однесува на точката. Не. Не, тоа е нешто минато. Го ставам предлог програмата за активностите. Програмата како претходно да останат средствата неисплатени, а програмата да донесе милиони, а да се изплатат 500 и на крајот па да разговараме за милион дека зашто не е платен и оти не е платен. Го ставам Точно по точката. предлогот програмата за активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2026 година на гласање, кој е за, против, Абе, дај да функционираме како се. воздржани. 4. Продолжуваме. Точка 12. Предлог програма за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа за заштита и спасување во 2026 година. Давам збор на општински администратор. И оваа програма се изготвува врз основа на Законот за управување со кризи, Законот за заштита и спасување и на комисијата вчера дадов кратко предложение и програмата е кратка, значи ризици кои што можат да настанат на територијата на општина Конче се поплави и надојдување на водотеци на реките Кривола, Кавица, Конечка река и други мали притоки, пожари на отворено поради карактерот на вегетацијата, урбани и шумски пожари, земјотреси, клизишта и ерозивни подрачја, техничко-технолошки несреќи, тоа се сообраќајни кориснички објекти, екстремни временски појави, ветар, мраз и суша. Во овој случај ние земаме како програма во овој случај елиминирање на криза после настанат пожар. Значи сме имале и случаи како сме постапувале во веќе спомнатите појави кои може да се појават. Во овој случај, како што реков, значи програмата е во врска со
настанување на пожар и после како постапуваме по настанувањето на пожар. Значи, најпрвично кажав дека тука најпрвично се формира и комисија од страна на градоначалникот или советот, која што ќе утврди и самата настаната штета. Еден таков случај имавме пред некоја година, значи тука општината излезе во пресрет на тие граѓани наши кои беа оштетени од настанатиот пожар. Во самата програма се предвидени некаде околу 500.000, да, точно 500.000 денари, кои ќе бидат приход од буџетот на општина Конче. И ако одеме во делот на расходи, можеме да кажеме дека 30.000 денари се планирани за организирање и спроведување на обуки на просторните штабови и единици во општината. Кои обуки ги спроведува Дирекцијата за заштита и спасување, доброволно противпожарна организација секции на млади пожарникари во сите училишта 20.000 денари, 30.000 денари организирање и спроведување обука на просторните штабови и единици, 20.000 денари изработка на програмски содржини од заштита и спасување кои ќе се презентираат на класните часови во училишто. 20.000 денари за обука и договорни услуги, 10.000 денари, тоа се освежителни пејадлици приликом вежбужните активности, 20.000 денари проектни активности школа за млади пожарникари, 20.000 денари активности на Комисијата за проценка на штети од настанатата елементарна непогода, 200.000 денари надомест на материјални трошоци за правни и физички лица, учесници за гасење на пожар и други видови на загрозување и несреќи. 15.000 денари безбедносна проверка на населението за безбедносна проценка од пожар. 15.000 денари отворени трибини за заштита и спасување со граѓаните од населените места од подрачјата на општината и 100.000 денари тактичко показни вежби и активности за превенција со справување со кризни состојби и појави. Значи, вкупно 500.000 денари. Кратки црти, јас толку мислам материјала го имавте кај вас, доколку имате некои други предлози, забелешки, поверете. Дали имате прашање во однос на програмата? Доколку нема, го ставам на гласање предлог програма за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа за заштита и спасување во 2026 година. Кој е за? Продолжуваме со точка 13. Беа, мислам, сите беа за да. Да. Сите беа за. Продолжуваме со точка 13, предлог одлука за извршување на програма за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа за заштита и спасување во 2026 година. Давам збор на општински администратор. Одлуката таа е истата. Да. Ама сега одлуката по програмата. Да, исто. Шо е нејасно? Исто е, да. Да. Во ред. Добро, ајде да гласаме кој е за предлог одлука за извршување на програмата за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа за заштита и спасување во 2026 година. Кој е за? 9. Продолжуваме со точка 14, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период кумулативно за квартал од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Давам збор на општински администратор. Мислам да продолжиме. Дај 5 минути. Добро, ајде.